19 жители на Трубарево треба да се јават на дополнителни прегледи на клиниката за пулмологија по дводневниот скрининг на населението кој го спроведе Министерството за здравство. Според официјалните податоци, вчера на двата мобилни пунктови каде што беа тимовите од клиниката за пулмологија се јавиле над 100 мештани, а за 8 се потребни нови анализи. Скринингот опфаќаше мерење на пулс, сатурација и проценка на витален капацитет. Според информациите од тимовите од клиниката за пулмологија, пациентите кои биле упатени на клиниката имале симптоми како потешко дишење, сува кашлица, стегање во градите. Воедно, во рамки на скринингот, се детектирани и пациенти со висок крвен притисок, кои биле советувани да се обратат кај својот матичен лекар за натамошни испитувања. Според протоколот на Министерството за здравство, скрининг ќе се направи уште 2 пати, по 3 и по 6 месеци, за да се споредат ефектите од загадувањето на воздухот по пожарот во отпадот во Трубарево. За сега од Агенцијата за храна и ветеринарство нема никакви насоки и инструкции за жителите на Трубарево кои се бават со земјоделство, а тоа е голем дел, што да прават со овошјето и зеленчукот од нивните ниви и градини. Министерот за здравство Азир Алиев смета дека тие не се опасни бидејќи не била детектирана радиација, но не кажа ништо околу тешките метали кои беа во воздухот. За пожарникарите кои ги гасеа пожарите на отпадите во Трубарево и во Визбегово, скрининг нема да се организира, а од здравство бил испратен мејл до нив и до МВР доколку чувствуваат било какви проблеми да се јават на пулмологија. Пратено е писмо до сите вработени кои што беа дел од тие процедури, ако чувствуваат промени во нивното здравје, да се пријават тука на клинички центар за понатамошно исследување на здравството кај нив. Мештаните во Трубарево тврдат дека наутро и навечер се уште се чувствува силна миризба која доаѓа од отпадот. Експертите пак предупредуваат дека иако се затрупани со земја, оштетените во пожар литиумски батерии се уште горат и ослободуваат опасни гасови. Обвинителството отвори истрага за кривично дело загрозување на животна средина и природа со отпад со која се офатени фирмата F групација, Маријан Дамевски, собственик на компаниите Нула отпад и Леман, неговата ќерка Лора Дамевска и уште 2 лица. На Дамевски му е одреден 30-дневен притвор, додека на останатите осомничени им е изречена мерката куќен притвор.